Денешното видео го започнувам со она што е тема – изборите во Македонија. Денеска се гласа. Но, за жал, на македонците во Малта не има возможно да гласаат. А зошто? Igor Filevski Show. Одговорот на ова прашање не е толку едноставен, малку е посложен и затоа ќе пробам да ви го објаснам во најкратки црти. Прво и основно, фактички е дозволено. Значи, овозможено беше, но потребно беше да се пријават сите македонци што се во Малта за гласање во амбасадата во Рим. Тоа знаете дека е друга држава и за да гласа еден македонец кој што живее во Малта во Рим, потребно е најнапред да резервира 2 слободни дена, бидејќи секако е работна недела, нормално, да резервира повратен авионски билет, да резервира минимум едно ноќевање и оние трошоци што се за храна и основни дневни потреби. Практично, тоа во пари за еден македонски гласач, за да гласа, а живее во Малта во Рим, треба да издвои меѓу 400 и 500 евра. Значи, за еден. Ако се двајца, нешто ќе се преполови, конкретно хотелот, авионските билети и деновите остануваат исто. И на ова, ако додадете дека тие 2 слободни дена ќе бидат неплатени од работното место каде што се наоѓа, тогаш сумата некако и се зголемува. А бројката на македонци кои што во моментов живеат во Малта се некаде меѓу 3-3,5 илјади од прилика, според она што е попис од последните параметри кои што може да се издвојат од сметки, од вработувања и така натаму. Значи, гласачкото тело, кое што би било и реално, не само фиктивно на хартија, 3,5 би било вистински толкаво и во ситуацијата на гласање, кога би имало гласачко место токму овде во Малта. Малта е помала од Скопје, и сите жители што живеат на островот би гласале конкретно во денот кога и би биле пријавени. Заради тоа што тоа ви е исто како да имате гласачко место едно или па макар и едно во центар и да треба некој од Карпош, од Влаe, од аеродром, од Кисела вода, од Газимава да дојде да гласа на тоа гласачко место. Воопшто не е тешко и едноставно за реализирање. Бидејќи Малта не е САД, Малта не е Австралија, Малта не е ни Германија, каде што луѓето треба да поминуваат и по 500, 600, 700 километри за да дојдат да гласаат. Friday, 8 p.m. New podcast. А за да може да ме разберете конкретно и прецизно за ова што ви го кажа, сега ќе ви прочитам некои бројки од вчерашните избори во диаспора, бидејќи се знаете, завршени еден ден претходно, гласовите ќе бидат објавени вечерва исто така како и стандардно со сите, после 19 часот. Вика вака: во Дубај гласале 12 гласачи, во Пекин гласале 12, во Виена гласале 123, во Брисел гласале 93, во Софија гласале 22, во Загреб гласале 87, во Берлин гласале 260, таму се гласало во Берлин, Бон, Минхен, значи 3 места, и се очекува дека ќе биле пријавени практично меѓу 570 и 580 гласачи, а гласале 50%. До еве нека гласале и сите. Значи, Малта вкупно би била, ако се пријавиле сите, бидејќи сите овдека се со гласачко право за кој што ви кажав, ако се пријавиле 3,5 ќе имаше на гласањето исто така 3,5. Значи, бројка која што не смееше да се занемари, а имаше можност години назад тоа да се поправи, но зошто во моментов оние што го менаџираат, ја менаџираат целата администрација во државата, не сакаат Малта да биде гласачка единица? Тоа е многу едноставно да се објасни. Според она што ние го имаме нормално, неофицијално, но сите се знаеме, се дружиме, знаеме дека околу 70 до 80% луѓето кои што се тука се
симпатизери на опозиционите партии. Не само на една, туку на две-три, но факт е дека се на опозиционите партии. Од самиот старт, дури од времето кога ги формиравме Форумот за демократска Македонија, знаевме дека се некаде околу 20 до 30%, да кажеме, дел од оние што се социјалдемократи, што биле позиција и така натаму, барем според тие параметри од подамна, но тоа многу не се променило до сега. Расположението е најголем дел опозиционо во Малта. Затоа и менеджментот кој што ја води државата нема голем интерес за да воспостави тука гласачко тело, бидејќи бројката од 3500 гласови би влијаела многу дури и на бројот на пратеничките позиции кои што подоцна би биле, бидејќи го знаете законот каков е, колку посто треба да има од последниот најмал собран гласач кандидат за да има плюс место од диаспора. Малта би го пополнила тоа многу лесно. А се сеќавам на времето започна еден процес уште господинот Шамбевски пред скоро 11 години и имаше човекот тенденција да ги развива сите тие работи од возачки дозволи до предпоставам конзулат, подоцна амбасада, кои што требаше да функционираат овдека во Малта. Подоцна го замени господинот Едмонд Адеми, кој што сега е амбасадор во Шпанија, и јас лично се сеќавам, а го имате и на некои од прилозите кои што ги правевме во тоа време, дека доби акредитација, практично доби дозвола од Министерството за надворешни работи во Малта, од премиерот, да се отвори конзуларно представништво, кое што подоцна имаше право да премине во амбасада, бидејќи тоа мора земјата домакин да го дозволи на нашата Македонија. Тој документ постои и го има Едмонд Адеми добиено во неговото време. Знам дека го почна и процесот за признавање на возачките дозволи, но се до неговото заминување. Како што се сменија понатаму административните должности, како што ги презема амбасадорот од Рим повторно, до ден денешен не направи ништо за тоа да се промени. Постојано има некакви образложувања, тешко е се води. Не, ништо не се води. Од Едмонд Адеми наваму, буквално ништо не е променето. И тоа е тоа што едноставно невозможува на македонците кои што живеат во Малта да гласаат на изборите. On Macedonian language. Затоа, веројатно, ако имаме друга администрација во некое скоро време, треба да се погрижат за и македонците во Малта да им биде овозможено да гласаат тука, а не во амбасадата во Рим, бидејќи ги видовте кои се пред се трошоците и времето што е практично невозможно да се оствари. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast.